Додека вие правите мобет, законот ќе влезе на сила. Ќе стапат на сила неколку мерки, меѓу кои што есенски кошници, не знам какви кошници таму. Христијан има идеја, барем една година до локалните избори, да фингира некаква стабилност, да намалува цени, да ограничува ова она. Вас ќе ве држи у лер, за вие да не скокате многу, да си поминат овие сите работи, да рече еве ги намаливме цените, нели, за изборите, и после ќе ви направи сатар. Седнаш, поддршка, да не пуштате барања да ве поддржиме на мејлови, на такви работи, по телефони приватно, поддршка да не барат. Значи, не закон за нефер трговски практики. Закон за планска економија треба да ви донесе. Значи, да ви планира. Утре вака ќе произведете по тие цени. Ама зијан сме. Закон. Ако не ти се свиѓа, отвори на друго место. Како викаат на Твитер ботоите, ако не се допаѓа ги сели се. Значи така треба да ви донесе. Закон за планска економија, да се менја економијата од денес. Малку е. Малку е. Ајде да видиме што Ај пушти го режија први, Мицко нема мерки. Да. Да слушнете еден нов стручен израз кој што го измисли Оптимус Прайм, да. Премиер, ако може да се вратиме на есенската кошничка, ако добро ве разбрав, значи може и утре да не биде донесено, него да почекаме уште една недела за да се разговара со стопанствениците и така. Да, видете, ние сме подготвени на разговор. Ние ништо не сакаме на сила да правиме. Ние сакаме да разговараме, да најдеме заедничко решение. Не е поентата ние сега на сила како влада да ги правиме работите. Јас знам дека во минатото на сила се прави и такво искуството. Ние немаме намера да ги правиме овие работи на сила, имаме намера да разговараме со сите засегнати страни и сите заедно да направиме за доброто на државата. Тоа е суштина. Премиер, ако може да се вратиме на есенската кошничка, ако добро ве разбрав, значи може и утре да не биде донесено, него да почекаме уште една недела за да се разговара со стопанствениците и така. Да, видете, ние сме подготвени на разговор. Ние ништо не... Значи, Чеке. Аха, добро. Значи најголемата измама у моментов дека има мерки. Владата некакви у суштина поднос на прашањето на високите цени на основните продукти по маркетите. Значи таква мерка владата нема донесено, иако помпезно на пресконференција Мицковски најавуваше дека тоа е више донесено како мерка. Значи он се пофали како беше цела кампања почна повеќе за граѓаните, оние ќе ги спречеле кои што се богателе на грбот на граѓаните и така натаму. Ај пушти го себе. Не, супер е ова. Они сакаат да разговараат. Додека вие правите моабет, законот ќе ви ги ограничи цените. А вие ќе си правите моабет. Зашто му е на него целта? На него му е целта да релативизира, демек не ќе ние на сила ќе си правиме моабет, ова, оно, не знам шо. Додека вие правите мобет, законот ќе влезе на сила. Ќе стапат на сила неколку мерки, меѓу кои што есенски кошници, не знам какви кошници таму, ќе стапат на сила додека вие си правите моабет, додека разговарате со Христијан. Христијан има идеја, барем една година до локалните избори, да фингира некаква стабилност, да намалува цени, да ограничува ова она. Вас ќе ве држи у лер, на лер ќе ве држи. Ќе ви стиска кумплун, ќе ви пушта, за вие да не скокате многу, да си поминат овие сите работи, да рече еве ги намаливме цените, нели, за изборите, и после ќе ви направи сатар. Практично и пред изборите ќе ви вика, сакате да отрнеме законот, па дајте, финансирате нешто, кампања, гледате се, идете таму. Баш што се ќе ви го убаци Lidl. Сега ќе ви го убаци Сега ќе имате фер конкуренција. Сега ќе ви го убаци Мол. Сега ќе ви убаци еден куп. Па вие мислете му. Особено треба да мисли Мак Петрол и нели медиумот. Сега ќе ви ги убаци Мол, тогаш ќе видите како изгледа. Ај пушти го се што вика А иначе дали бил Џон направен овдека, да, стана од маса на која што имаше раки, посабајлечки ракија. Тоа е, ајде. У 12 сат. Ајде, пушти го втората Мицковски марши. Пушти. Сега тука ќе слушнете еден нов измислен термин, како што немате слушнато и нема да прочитате во ниту еден економски учебник. Да. Непристојно некој да се богати на
на грбот на граѓаните, каде што имаме монопол, каде што имаме дуопол, во некој случај и триопол. Така што јас сум за тоа пазарната економија да ги диктира цените и да, тоа го поддржувам и тука немам никаква дилема, но има за жал поединци кои што ја злоупотребуваат оваа позиција и тука мораме ние како влада да интервенираме. Но во секој случај, утрово разговарав со министерот Дурмиши, министерот за економија и труд и очекувам дека после овој диалог излеземе со некоја позиција поврзана со ова за кое што зборувам. Вие сте повеќе за праксата за ограничени маржи или замрзнати цени? Не, јас сум повеќе за праксата да престане богатењето и крадењето на граѓаните. Добро, во овој случај не е непристојно некој да се богати на грбот на граѓаните, каде што имаме монопол, каде што имаме дуопол, во некој случај и триопол. Мицко. Пушти го да се насмева се Милош. Ајде се оки. Дувнапол? Дувнопол. Монопол, дуопол и олигопол. Све што е поише од Од две дуопол е олигопол. А нема триопол. Нема кватропол, има кватро формаджи, има кватро салами, ама нема кватропол. Кватро стаджоне. Трио гранде има. Трио гранде. Ама триопол не постои. Постои олигопол. Ама ако Монопол, си на ракиен по дуо- Сабајле, Дувнопол, брат, од Сабајле. Дувнопол. Од Сабајле Ти се шливова пол и комово пол. И тоа е. Жотапол. он нема пробано лоша ракија. На пиопол бил. Цугопол. Значи сака малце Да ве дупи. малце. Мислам дека ве дуби. Ај, пушти го на крај што вика, кој ќе каже у однос на ограничувањето на маржи, да видиме кој е шеф стварно удржава, пошто очигледно он не е. Пушти вика, како ќе му кажат, така ќе прави. Па не би рекол дека ќе паднат на 20%. Па производителите тоа кажуваат, трговците друго кажуваат и кога ќе ги видите соопштенијата кои што доаѓаат од коморите и од различните структури, тогаш ќе се доведеме до една збунувачка ситуација. Јас утро разговарав и со претседателот на Стопанската комора и конечно побарав од нив став, сега што да правиме ние. Еве, нека ни кажат, бидејќи добиваме различни писма. Што да направиме? Еве, нека ни кажат. Дали ние како влада да останеме на ставот за примена на овој закон за нефер трговски пракси или да го одложиме? Еве, па чекаме. Еве ќе чекаме. Како ќе кажат тие, така ќе направиме. Па не би рекол дека ќе паднат на 20%. Па производителите тоа кажуваат, трговците друго кажуваат и кога ќе ги видите соопштенијата кои што доаѓаат од коморите и од различните структури, тогаш ќе Значи, како ќе кажат тие од коморите, така ќе правите. Значи, ние не треба да те гласаме, не треба да гласаме влади. Ние, како ќе кажат коморите, така ќе тераме. Што има да идеме на избори? Може, Мицко, вака да ти кажам една идеја. Најди го видеото со седи. Вака една идеја. Значи, не мораш закони да носиш, нефер трговски практики, ограничување цени, ништо. Значи, земе идејата на твојот политички татко, создател, Никола Груевски. Значи, купувајте македонски производи. И цените на основните продукти од македонско производство, значи, леп, млеко, месо, јајциња, не знам што, ајвар, сирење и така натаму. Значи, на тие симни го на 3%, на 5% ДДВ-то, даде им на тие што ќе се лиценцираат дека произведуваат македонски производи, а не прават реекспорт, симни им на нив давачки, даноци и така натаму, и они сами ќе намалат цени. Еве ти една идеја. Тие што се импортираат, нека се импортираат, нека се иде за нив царина, данок исто и така натаму. Ама за тие што прават македонски производи, на тие намали ДДВ, намали им давачки по други основи, имаат еден куп давачки кои што можеш да им ги намалиш, намали давачки на земјоделски полупроизводи и основни, и да видиш како тоа одма ќе се намали цената, не за 2 недели, не на 27.9. Значи утре ќе се намали цената. Ете тоа направи го.
Не мораш сега закони, па као ќе каже Бранко Азевски, па као ќе каже не знам која комора дрнјариња. Се уплеткуваш само. Триополи, мегалополи, Цугопол. Цугопол. Не мораш тоа, еве ти една идеја. Значи, таче за Мицко беше Никола Груевски, па од прилика да. Економија боле разбираш Да, од да, него да. сигурно. И што, значи да се вратиме на самиот почеток, што беше измамава и каде почна? Измамата почна кога излезе он на прес и вика ние готово сега тука ограничување на цените, на маржите, нема да го крадете народот и така натаму, и се случи едно писмо од Бранко Азевски. И тоа писмо од Бранко Азевски го замрзна Мицкоски у момент. Значи, од тој момент, он ниту еднашка не спомна дека се замрзнати цените или маржите или било што, дека е направено во насока на ограничување на цените за основните добра. И се у оваа изјава, он дава подршка на фирмите. Вика, ние не се согласуваме со нефер трговски практики, ама не се сите такви, ние поддржуваме пазарна економија. У истата изјава, вика, ама многу се богатат на грбот на граѓаните, ние ќе воведеме мерки, само не знаеме кој, дали маржите, дали цените да ги ограничиме, разговараме со стопанствениците, ние не сакаме на сила ништо да наметнеме, за на крај да каже, како ќе кажат стопанските комори, така ние ќе правиме. Вие 430.000 што сте го гласале, што сте му трчале кампања, што сте го поддржувале, што сте го прогласувале за светец, џабе вие. Зашто? Вие не сте му дали на него пари. Тој што му дал кеш, по негово ќе работи, по негово ќе свири. Тој што во суштина го одржуваше во живот 7 години во опозиција. Може би грешка на членовите на ВМРО ДПМН што не донирале повеќе за партијата, па морал Мицкоски да бара од бизнисмениве, па сега на нив им е должен. Ама за човек кој што сакаше за себе да се нарече дека е човек без концесии, човек кој што одлучува секојаш во интерес на граѓаните, сега гледаме дека има концесии и тоа огромни. Ако е спремно видеото од режија Имаше како само... Азевски му се однесуваше, може го погледнеме. Имаше овдека, ама не го учете, не мора ние него, не мора он. Сада само може сада само да стокми еден закон, предлог закон за овие мерки и да им го достави у собрание, може и Левица например, не е битно кој. Максо некако закон за домашно производство. Шлак, домашно производство на основни продукти. Може така се вика закон. Ама нас идејата не е да не го учиме. Нас идејата не е да биде подобро на народот, а не Да. е битно кој ќе спроведе... Сега дали ќе биде тоа Мицко или ќе Да. биде СДСМ или Знам или Левица или било кој, не е битно. И Битно може е да се живее да подобро. Да, може да поднесат предлог закон за или може дополнување на закони и така натака. И шлап да го поднесат и да имаат нели народот да има некаков да види некаков аир од овие што јадат, пијат, се чаламат на грбот на народот. И дополнително тоа е многу важно. Многу е важно да се живее подобро во оваа држава, затоа што со Бајле објавивме текст, прв пат у историја на Македонија, универзитетите имаат повеќе отворени места за запишување за студенти отколку што има студенти. Значи тоа и јас на пример генерација која се запишав на факултет 2012-13 на економски, 1200 имаше студенти кои што се запишаа у прва година, 1400 имаше пријавени. Значи, И сега може нашава да му држава не зборат се таму испразни. вака, да му зборат значи ти сакаш пазарна економија, еве ти, ова ти е мерка која што не чепку пазарна економија, ама ги подобрува. Ова е протекционистичка мерка во однос на домашно производство и не е ова е протекционистичка мерка. не е точно. интервенција од страна на Го остава го остава понуда. пазарот да си работи сам, но му ги на домашното производство му ги намалува трошоците. Да. И Сега го тоа прави немој поконкурентно. Да те лаже некој се у штаб или у кабинетот советниците на пример, немој да те лаже некој да ти вика дека ова ќе значи за другите држави, ќе го сметаат како вон Како тарифна да не, бариера како не. и они. Ти е гајле.
Нека ни воведат и они. Ами нема. Ние сме Не, премал нема, пазар. така е, нема, Премал нема да пазар те сме. лажат, тоа значи нема да се случи, нема да ни воведе никој, ни вон тарифни бариери, ни така натаму. Значи нема да се замара. Знаеш кој ќе изгуби само тие што препродаваат у Македонија. Што у суштина не произведуваат ништо, купуваат готови производи и ги увезуваат у Македонија. Застапници што се. Да. Само тие ќе изгубат, а на крај крајава тие се оние кои што ги прават па и најголемите проблеми у македонскиот пазар, затоа што не може македонскиот путер да конкурира со германскиот путер, кога кај нас субвенција, не знам, на кило путер е 30 денари, у Германија е 30 евра. Значи, ние имаме нефер пазарна економија у сам старт, затоа што субвенциите кои што ги дава германската држава и Европска унија се многу поголеми. На кратко, од ова што го збори сега, закон за нефер практики, намалување на цени и слично, нема да има ништо. Ништо. Чим вака зборува, чим зборува со големи очекувања, со големи надежи, големи правдања и големи, не знам, ветувања, тоа значи дека нема да има ништо. Туку сега го користи моментот за да напука рейтинг, деме кеве сега ќе видите вака така, за која нема ништо да се случи, да му стои уште зборот, деме луѓето. Тоа е. Ајде да видиме што имаме.